Најпрвен добар ден, почитувани пријатели, а и непријатели гледам се множат со доста големо темпо. Меѓутоа, ние не се откажуваме од нашата идеја и продолжуваме овој пат со главната тема за животот во Титова Југославија. Меѓутоа, пред да преминем на главната тема, би сакал да се задржам на неколку моменти што се случува ова 10 дена наназад. Инаку, како главна дискусија која беше вака излезена на површината, беше извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија и тука се отвори една дискусија главно по прашањето вековна македонска нација и вековен македонски јазик. Ја следам целата таа дискусија, почитувани гледачи, и не можам да се начудам колку ние сме мајстори да си го комплицираме животот, да ја комплицираме иднината на Македонија и да комплицираме се што е врзано со нашиот напредок. Ја гледам темата која е безцелна, квази-патриотска, темата која веќе е толку пати прежвакана и внатре во Македонија и надвор во Македонија. Не можам да сватам што всушност ние браниме во овој момент, што не е одбрането во минатите 35 години за да го браниме. Прво, околу македонскиот јазик. Македонскиот јазик беше признаен и запишан во Обединените нации уште со влезот на Македонија во Обединените нации, таму која беше тоа 93 година, ако не се лажем, или 94 година. После 15 на години, во дискусијата со Грција, еден наш дипломат го отвори прашањето и Грција дека треба да го признае македонскиот јазик, и грците нормално рекоа, штом сакате да дискутирате и за македонскиот јазик, ќе дискутираме и за македонскиот јазик. И така, од признаен македонски јазик, ние го испроблематизиравме самите и во наредните 10 години, заедно со името, со грците го преговаравме и јазикот. Денеска ова најнова ситуација ме потсеќа токму на целата таа ситуација. Македонскиот јазик не само од Обединените нации што е признат. Македонскиот јазик не само што е признат со Преспанскиот договор, со Францускиот договор, со секој потпишан можен договор со земја членка на Европскиот парламент. Германскиот парламент имаше посебна декларација и за македонската нација и за македонскиот јазик. И ние денеска допрва нешто браниме, па некои се херои, па некој ќе поништувал, па некој ќе бранил. Не знам, приказни, не можам да се начудам колку имаме чувство за самоуништување. Во почетокот, во првата емисија, кажав една реченица и само ќе ја повторам. Од кога знам за себе, ние во Македонија го браниме македонскиот идентитет, македонскиот јазик. И се плашам дека во големата битка, во одбраната на македонскиот идентитет, македонската држава ќе загине од рикошет куршум. И мислам дека тоа само се потврдува и потврдува се повеќе и повеќе. Мајстори сме да си го испроблематизираме македонскиот идентитет на еден начин кој не можем да го сватам. Инаку, не можам да не искоментирам уште една работа. Во моментот кога Марта Кос ни објаснуваше дека македонскиот идентитет се и македонските манастири, Тавче, Гравче, Полнети, Пиперки и сето тоа, Пинџур, премиерот Мицкоски реплицираше дека револтиран, дека до негде со право, дека не е само тоа, туку и Гоце Делчев, Шапкарев, браќата Миладинови, меѓутоа заборави на една многу важна работа, дека највеќе од се и повеќе од се македонскиот идентитет е македонската песна и македонската култура. Кога правиш крштевки, венчавки, свадби, кога излегуваш навечер, да бараш ресторанти и музика која знае да свири добра македонска песна. Тоа е
гладната приказна на македонскиот идентитет и тоа да го правиме, ама буквално никој не ни брани. Самите ние ги имаме поставено блокадите во нашите потреби за нашите културни и музички потреби. И конечно, кога сме кај тој извештај, не можам да не спомнам два моменти за кои веќе зборував. Тоа е, нели, контролата на српскиот свет во Република Македонија. Гледам тука во Република Северна Македонија, гледам тука никој не се потреса за тој дел од извештајот на Европскиот парламент. Нормално, тоа не е нормално веќе, ние си дишеме како српски свет и дури мислам дека се испонавредени многу луѓе како тоа не е, што е проблемот во тоа што сме под контрола на српскиот свет. И втората работа беше спомнато прашањето на отварањето на архивите во Македонија. Значи, не можам, за тоа зборував во минатата, нели, во минатиот подкаст, не можам да го сватам стравот на Македонија. Тој стравот од отварањето на архивите. И гледате, тој страв е многу чуден. Не само оние што работеле во државна безбедност, тој и во УДБА, и во порано во КОС. Значи, тој страв е некако насаден во политиката, па дури обичните луѓе што немаат врска со тоа се плашат. Ние на нешто што е основно демократско право да се отворат архивите и да видиме што се случува во таа Титова Југославија, гледаме како на страв. А што се плашиме, почитувани граѓани? Од што се плашиме? Ја не можам да сватам од што се плашиме. Оние што убивале, што мачеле, одамна се мртви, или ако има евентуално некој жив, тој е сигурно над 75-80 години. И сигурно доправа нема и да го затвориме. Значи, се работи за сликата на таа. Ние не сакаме да ја срушиме сликата на таа Титова Југославија. И тука има една работа, што очигледно ние сите, сите патриоти се загрижени од таа работа, а тоа е стравот дека навистина ќе испадне дека најголем дел од македонците биле прогонувани по бугарска линија. Многу од тие биле Ванчо Михайловисти, многу од тие едноставно имале бугарско самочувство и УДБА решавала дека тоа треба да го крши со затвор, со ќотек, со тепање. Се додека ние самите не ги отвориме тие архиви, ние даваме простор на бугарската политика да кажува, чекайте, тие се плашат од своите архиви. Што кријат во тие архиви? Меѓутоа, тоа е тоа, не верувам дека ќе се смени нешто во нашата Македонија. Продолжуваме со нашиот пат на некаква ирационална одбрана на лажни илусии. Тоа е воведот, односно за она што се случуваше претходните 10 дена. Сега поменуваме на главната тема, крахот на Југославија, односно економијата во Југославија, при што повторно малку ќе дадам политички вовед. Во интелектуалните сили на бившите републики од Југославија, аналитичарите, една од главните теми кога станува збор за бивша Југославија е кој е крив за крахот на Југославија. Српскоцентричните републики, односно републиките од српскиот свет, повеќе ја бранат тезата дека крајот на Југославија почнал со суставот од 1974 година, кога се дава повеќе власт на републиките, а централизираната власт се намалува. Нормално и ние како македонски патриоти сме загрижени од тоа што словенците и хрватите избуткаа устав во кој републиките ќе бидат посамостојни, малку по-независни. Ние сакаме си навиваме за Александар Ранковиќ, за централистичка Југославија и за целата таа приказна што беше. Републиките од типот на Словенија и Хрватска, Косово, зборуваат дека крахот на Југославија почна кога се појави Милошевиќ и великосрпскиот шовинизам и национализам и обид за доминација, српската доминација во бивша Југославија. Пред да го кажам моето мислење за овие два става, сакам да кажам дека проблемот на распадот на Југославија не е ни 74-та, не е ни 85-та, 6-та. Проблемот на Југославија е во моментот кога се формира 1945 година, како што проблемот на кралска Југославија и нивниот распад почнал во моментот кога се формирала
18 година. Зошто 45 година? Затоа што гледаме непосредно после тоа хрватските комунисти сакаат да имат поголема независност на републиките, македонските комунисти сакаат да бидат понезависни од Југославија, албанските комунисти на Косово сакаат да бидат со поголема слобода на нивната автономија. И сето тоа почнува 45 година. Кога ги слушам овие интервјуата на таа старата југословенска гарда на политичари, гледам дека тие кавги во Југославија буквално почнале од 45-та и се продолжувале 50-та, 60-тите години, 74-та година кулминира со новиот устав на Република Македонија, на СФРЈ и подоцна уште кулминација на распадот со Милошевиќ, таму неговото доаѓање 85-та, 86-та година. Сега 86-та година. Сега според мене, морам да кажам дека тука она што го откривам дека и српските, и босанските, и хрватските аналитичари зборуваат дека последната шанса де факто на Југославија било едно либерално раководство на Србија, тоа е кога доаѓа двојицот Никизич и Латинка Перовиќ. Јас нив лично не ги памтам, тоа е негде буквално 70-71 година, меѓутоа слушав за нив отпосле кога почнав да се занимавам со политика. И сите се неподелени во нивното мислење дека тоа е најлибералното раководство што Србија го има од кога е формирана српската држава до денеска, меѓутоа исто даваат оценка дека тоа било и најлибералното раководство на ниво на бившите во тоа време 70-те години раководство на југословенските републики. И жално е што Тито го расчистува тоа раководство во Србија. Сите се со неподелени мислења ако двојцот Никизич, Латинка Перовиќ останал на власт во Србија, дека Југославија ќе се развивала во сосема друга насока, меѓутоа тоа зборува пак за Тито, Тоа зборува за Тито. Тито се плашел од секој либерален ветер, од секој демократски ветер. Тоа веќе го обработувавме во претходната емисија за Тито како диктатор. Во исто време и тоа е шансата и за Македонија, тоа е времето на Крсте Црвенковски во Македонија, во истиот тој удар и луѓето Крсте Црвенковски и екипата околу него е сменета и повторно го враќаат Лазо Колишевски на сцена во Македонија и повторно Македонија потонува во комплетна несамостојност и српска контрола на некој начин. Значи, дефинитивно според мене нема дискусија и тоа сакам да им го кажам на овие што плачат по Југославија и тука во Македонија, за распадот на Југославија им е крива Словенија и Хрватска. Тука нема дискусија по тоа прашање. Ние сме, како што многу пати сум кажал до сега, како што мислат србите и ние мислиме така. Што е српскиот интерес и автоматски македонскиот интерес истиот. Значи, дефинитивно распадот на Југославија, оној финален распад, почнува со доаѓањето на Милошевиќ 86 година. Во тоа исто време излегува меморандумот на Српската академија за српското прашање во Југославија. Одеднаш србите се загрозени. Осмата седница 87 година пресметката со Иван Стамболич, повторно уште една шанса да не отиде Србија во великосрпски шовинизам. И тука почнува неговата кампања за редефинирање на уставот на СФРЈ. Оние кои се повозрасни се сеќаваат, србите излегува со политиката еден човек, еден глас, што ќе значи на доминација на србите во таа нова Југославија. Излегува со тие јогурт револуции за промена на раководствата во Војводина, во Косово, во Црна Гора. Нешто, дали беше тоа обид или не беше обид, имаше и во Македонија. И во таа насока промена на уставот 89 година, 89 година се менува Авнојскиот устав, за кого плачат за Авној во Македонија
Во исто време немаат проблем кога Србија го укинува Авнојскиот устав, односно ги укинува покрајните Војводина и Косово и ги припојува кон Србија. Тука почнуваат веќе меѓурепубличките пресметки. Само ќе потсетам дека во Словенија почна кампања "Не купувајте словенечки производи". Се за централизирана Југославија, прават бојкот на словенечки производи, да не се купуваат во Србија. Значи, во целата таа насока, ние имавме еден обид на удар, дефинитивен удар на рушење на Авнојска Југославија, меѓутоа ние тука тоа не го гледаме, ние, пак ќе кажам, српскиот интерес и нашиот интерес. Во таа насока сакам само да ги потсетам и големите фанови на Анте Марковиќ, дека економската програма на Анте Марковиќ, покрај сите други слабости, директно ја подкопа Милошевиќ со упат од 2 милиарди долари, кога едноставно Српската народна банка си влезе во монетарниот систем на Југославија и си зема 2 милиарди долари. И реално, и со сите обиди и подршки на Анте Марковиќ, во тоа време веќе повторно тоа пак плавна инфлацијата во Југославија. Инаку, околу таа приказна што до ден денеска ја слушам, меѓународните сили ја растуриле Југославија, само ќе ви кажам следново. Меѓународната заедница, значи Америка и Европската унија, тука 88-89 година, рани 90, не знам точно кога е, официјално и предлага придружно членство на Југославија кон Европската унија. Тоа ќе беше првата источна европска држава која веќе ќе можеше да го почне патот за Европската унија. Повторно, Милошевиќ е тој кој е главниот кој го одбива тоа. Нормално и Туџман му се придружува во таа политика, во смисла дека тој сака да прави независна држава. Политиката на колку сакале да ја растурат Југославија, зборува фактот дека во тоа време меѓународната заедница и дава 3,5 милиарди долари бесповратна помош на политиката на Анте Марковиќ за да ја спасува Југославија. Значи, распаѓањето на Југославија си е дело на самите југословенски комунисти, на самите југословенски републики, на обидот на Србија да направат великосрпска хегемонија во бивша Југославија и сите тие приказни што ги слушате, не знам, Југославија била многу добра, ама странците ни ја растурија, е приказна за мало дете. Меѓутоа, кога зборуваме за целата таа политика на распадот на Југославија, има пак уште една неподелена согласност на сите тие аналитичари за бивша Југославија и настаните во бивша Југославија. Имено тоа е дека тоа е моментот на катастрофалната економска политика на Југославија. Таа што денеска ни ја идеализираат во многу бивши југословенски републики, а најголемите идеализатори се тука во Македонија. Па сега малку да зборуваме за таа економија која практично е основата за крахот на Југославија. 1945 година Тито настапува со препишена програма на комунистичка економија од Советскиот сојуз, така наречените 5-годишни планови, во кои тие 5-годишни планови основата е национализација на се приватно, колективизација на земјата, индустриализација, иако во таа прва петолетка тешко дека се случува нешто од индустриализацијата, меѓутоа тоа се форми кои доаѓаат од бившиот Советски сојуз. После сударот со Сталин во Југославија го измислуваат така нареченото самоуправување, во кој кобајаги работниците се тие кои се собственици на фабриките и сами треба да се грижат за економијата
и за работата на фабриката, и ние додека учевме цело време бевме убедени дека југословенската економија е најдобра на светот. На запад има капитализам, на исток има државен социализам, а само ние имаме на цел свет самоуправување на работниците. Практично, де факто таа комунистичка економија, која морам да кажам дека не е различна во ние на друга источна европска држава, е основа на крахот на економијата во тие години и тука јасно е и од документите и од сеќавањата, да речеме конкретно, татко ми кажувал кога учел средна школа во Виша педагошка академија во Скопје, дека биле гладни. Значи, гладот постоел во Југославија негде до 54-5 година, при што многу голем проблем од тој глад го решавале американците, кои почнале со огромна помош на Југославија заради низина подршката према Советскиот сојуз. Постарите генерации се сеќава дека буквално вреки брашна, па и чоколади и многу други елементи, јајца, буквално од Америка пристигале и им биле делени на граѓаните во таа Југославија. Значи, ако можеме да направиме една споредба, кога гладувале македонците најмногу во 4 години на кралска Југославија, 4 години на фашистичка Бугарија и 4 години на комунистичка Југославија, ние можеме слободно да кажеме со исклучок на 44 година најнахранети македонските граѓани биле под така наречената фашистичка бугарска окупација и тоа е многу лесно доказливо и многу јасно се гледа. Заедно со таа комунистичка економија која почнува 45 година во Југославија, една од основите на обновата на економијата на Југославија се работните акции. Работните акции, старите генерации се сеќаваат многу, тоа е практично бесплатна работа на млади луѓе, кај што со голема пропаганда го градиме социјализмот, го градиме комунизмот, ја градиме Југославија. Од цела Југославија, младите луѓе до 30 години, кобаја ги доброволно, меѓутоа предпоставувам тамо негде 48, 9, 5 година, било и срам да не идеш на тие акции, значи масовно се одело, каде што се градат железници, патишта, едноставно се што треба да се гради инфраструктурен проект. Тоа во турско време го викале ангарија, кога султанот или бегот ги викал селаните да му завршат некоја работа, дали да го ожнеат житото, дали да ги соберат јаболките. Значи, бесплатна работна рака, со тоа што ние сите бевме убедени дека правиме нешто многу големо. На една таква работна акција, во 3-та година гимназија, бев во Грачец, тоа е во Хрватска, Кринска крајина, кај што после се тепаа. Значи, можем само да се потсетам со каква енергија, како лудак сум работел таму во едно камено поле, садевме како се викаше, борчи и дрва. Каква беше таа индоктринација? Каква беше таа индоктринација за 3 пати јадење во ден, да работиш како идиот, за да го градиш комунизмот и да ги градиш братските републики. Значи, јас сум бил жртва на тоа, само што жално е што до ден денеска има луѓе кои не се освестиле што им се случувало во таа Југославија. Во таа насока, значи, тие работни акции, гледам во сите анализи се стават како
основа, како еден од основните елементи на градбите, на инфраструктурата во таа бивша Југославија. Тие работни акции траја до 90-та година. Значи, јас 83-та, 4-та, не знам кога бев, таму негде бев, значи, сето тоа си постои. Нормално, кризите продолжуваат една во друга, дека постои, нели, проблем. 1963 повторно мислам дека се менува уставот, 1965 година се носат некои големи реформи, каде што веќе Југославија се обидува да го напушти, нели, тој класичен комунистички систем. Еден од носителите на тие реформи 65 година и Киро Григоров. За жал, после 70 година, после, нели, студентските демонстрации, Маспок во Хрватска, ова либерална струја во Србија, либерална струја во Македонија, и таа економска реформа се става некако атакта и повторно Југославија си продолжува, нели, со тоа старото самопроување, без пазарна економија да вистински се воведува. И сега за целата таа ситуација колку била, значи според статистиките што ги вадам од овие југословенските аналитичари, значи 60 некоја година, просечната месечна плата во Македонија се движела од 11 до 22 долари, што денеска тоа би представувало 110 до 220 долари. Во Словенија 4 пати повеќе, 84 долари, односно 84 долари, што денеска би изнесувало 840 долари. Значи, далеку под денешните примања. Во тоа време, значи таму после 65-66 година, Тито доаѓа до гениална идеја да даде пасош на југословените, склучува договор со Германија и со некои други држави, и југословените масовно тргаат во екзодусот да бегаат во диаспората. Има еден добар филм "Специјални влакови" од тоа време, не сега, туку сниман тога 70-та година, да се види точно сиромаштијата која била. Има индивидуални примери и има редови, гужви, како чекаат луѓето пред германските конзулати и ова да земат документи за да бегаат во Југославија, и има сали, масовни сали кај што ги викаат луѓето и им држат комунистичките функционери предавање како треба да се однесуваат во Германија, затоа што тие, нели, треба да го, нели, чуваат имиджот на Југославија. Познатиот хрватски економист Бранко Хорват, тој беше авторитет во таа, нели, Југославија и времето на транзицијата, вели од 1970 година Југославија економски живееше од сутра, од данас до сутра, од денеска до утре. Значи, целата политика југословенска економска според него е, нели, буквално купи ден да помине, ама ние тоа го и идеализираме. Сега, златното време на Тито, во Југославија има две златни времења. Едното време, додека е Тито жив, тоа е негде од 73-74 година до 83 година. Тоа е така нареченото златно време на Тито. И второто е во оние 2-3 години на Анте Марковиќ, 87-88-89 година. Што се случува со златното време на Тито? Златното време на Тито, значи, е време кога почнуваат да се земаат масовните кредити, кога почнува Америка и Запад да даваат огромна помош, и има еден бум во Југославија на градби, на згради, куќи, фабрики. Јас тоа време многу добро го памтам, ама подоцна ќе ви кажам личниот живот како беше во тоа златно време на тој бум што се нарекува, нели, златен бум на Југославија. Во тоа време, додека, значи,
трае целата таа ситуација на економски бум, ние имаме нели и ситуација кај што од една страна се гради, меѓутоа од друга страна сепак според статистиката од 79 до 85 година имаме паѓање на стандардот на граѓаните за 25%. Меѓутоа најинтересен момент е 1983 година, односно прво 6 месеци после смртта на Тито 80 година, Југославија го девалвира денарот за 30%. Инаку денарот од 45 година до 90 година 100 пати е девалвиран. 100 пати има девалвација на денарот. Меѓутоа, после смртта на Тито, истата година имаме девалвација на денарот од 30% и 83 година Југославија официјално банкротира. Нормално тоа не им е кажано граѓаните на Југославија, тоа денеска го вадат нели економистите. Значи ние имаме нели официјален банкрот на Југославија 1983 година и 1983 година ние го знаеме по нешто друго, кога официјално владата на Југославија излегува и ни кажува дека ќе воведе бонови буквално за се што е суштински. Шеќер, кафе, бензин, зејтин, редукција на струја, значи секој кварт, секоја населба се знаеше кои денови нема да има струја, нема да има едноставно електрична енергија. Меѓутоа надвор од таа редукција некогаш од време на време ќе објавива има некој дефект. И јас знам имаше случаи во Делчево по 15 дена немаше струја. Тоа еднаш се случи на Нова година, пред Нова година и после Нова година во сред нели зима, среќа тогаш сите се греевме со дрва во Делчево. Меѓутоа имаше и такви, тука не знам дали го правиле во Скопје истата работа, меѓутоа такви настани по 5, по 6, по 7 дена, тогаш ќе објавија нешто се срушило, нешто паднало нели ваму таму, како да не може да се направи нели за ден, максимум 2 дена. Значи почна една општа сиромаштија. Сега кога зборуваме за тоа време, нели сакаме да кажем дека почна и инфлациите, така што од 80-та година тие почнаа со 40, 50, за да понатаму кон 86-та, 87 година се движат по 150%, 250%, за да во времето на Анте Марковиќ, според статистиката што ја гледам, инфлацијата стига до 1200%. Значи, сите многу добро што сме ја живееле, знаеме што значи инфлацијата, ја земаш платата, родителите ти ја земаат платата на први, до 31 таа веќе половина не постои и трчаш веднаш да купиш девизи, трчаш веднаш да купиш нешто што можеш за да ги заштедиш сите тие нели средства. Во тоа време ние имаме ситуација каде што нели доаѓа Анте Марковиќ. Времето на Анте Марковиќ исто останато во многу добро сеќавање на многу југословени и македонци. И тоа произлегува од неколку причини. Првата причина е што Анте Марковиќ имаше подршка од Западот. Во целата таа ситуација нели како што кажав, доби 3,5 милиарди долари bespovratна помош. Меѓутоа Анте Марковиќ инвести на многу добра политика, ги зема сите штедни влогови на граѓаните од Југославија и дори многу од диаспората си ги зимаа парите од Германија, Франција и ги носеа во Југославија да им бидат заглавени. Мислам, едно 7-8 милиарди долари, ако не и повеќе,
беа земени од штедните влогови на граѓаните и тие штедни влогови после ги враќаше се независна и самостојна Македонија во најголем дел мојата влада од 98 година, затоа што претходно се даваа само ако некој почини или за погреб или за свадба по 1500 марки. Значи, благодарејќи на таа политика, времето на Анте Марковиќ беше повторно златно, меѓутоа, како што спомнав, Милошевиќ супадот во девизните резерви на Југославија ја сруши и таа последна економска политика на Марковиќ. И неколку зборуваме за економијата на Југославија, сакам да го спомнам и моментот дека економијата на Југославија се темелеше на монополистички политики, во која беа заштитени одредени индустријски производи, да речеме автомобилската индустрија. Автомобилската индустрија, значи, ако сакаш да увезеш кола, 100% е царината. И сега, нели, кога спомнав на автомобилската индустрија, за да се подсетиме на тоа златно време, односно, ајде, ќе го ставам малку за подоцна, значи, телевизори, значи, само можевме да купиме од тај ниши, не знам таму Горење дали имаше. Значи, се што можеше да се купи беше купување само од југословенски производители, што ја практично врз база на монополи, нели, функционираше таа Југославија, а мислам дека од Македонија немаше ни еден производ кој можеше да каже, да се каже дека е заштитен од таа Југославија, освен до негде, нели, земјоделието. Сега ќе ја цитирам американскиот економист Сузан Вудворд. Инаку тоа е исто дел од катастрофата. Се смета дека од најсериозните анализи на југословенската економија го има направено оваа госпоѓа Сузан Вудворд, американски економист, која врз база на анализата на официјалните статистики на Југославија зборува за, дава многу податоци на таа состојба во бивша Југославија. Да речеме, што кажува таа? Го анализира долгот на Југославија. Значи, од 80-та година долгот на Југославија се движи негде околу 20 милиарди долари американски. И сега, тоа сум го читал и слушал, многу нели анализири, што е, па тоа не е многу долг. Да, од денешен аспект 20 милиарди долари за Југославија не е многу голем долг. Меѓутоа, тука има други два елементи кои ги забораваме. Тоа е елементот, односно повеќе елементи, тоа е елементот дека темпото на раст, на зголемување на долгот на Југославија во тоа време било по 17-18% на годишно ниво. И економистите пресметале дека ако тоа темпо до денеска течело на ист начин, долгот на Југославија ќе станал 6000 милиарди долари. А инаку по обично пресметување на инфлација, нели, однос на се она што се случува на валутниот пазар, тој долг треба денеска да се смета негде на околу 136 милиарди. Тој 20 милиарди пренесени во денешно време. Значи, темпото на раст во тоа време било 17% на годишно ниво. Значи, ние не можеме да го запреме во тоа време да речеме еве 20 милиарди, туку тоа си продолжува како долг. Вториот момент, трговскиот дефицит или за големата југословенска економија во тоа време на годишно ниво е околу 4,5 милиарди. 4,5 милиарди долари во тоа време е трговскиот дефицит. Нема години кога и по 7,5 милиарди е трговскиот дефицит. Невработеност. Вработеноста во тоа време официјално во Југославија е околу 17-18%, при што според Сузан Вудворд има искриена невработеност. Значи, таа наоѓа бројки, околу 300.000 луѓе не биле воопшто пријавени. А да не зборуваме делот на огромната диаспора
и дава исто така лажна слика за југословенската економија. И четврта работа, тоа е моментот на на превработеност. Значи, во бивша Југославија, јас многу добро се сеќавам на тоа, имаше инструкции кои им праќаа на фирмите и им кажува од Централниот комитет, вие ќе вработите 100, вие ќе вработите 50, вие ќе работите, не знам, 300 луѓе, и практично сите фирми беа превработени. Во таа насока, кога почнаа да ги отпуштаат исто така при крајот на Југославија, имаше и големи штрајкови. И сега, оние кои идеализираат Југославија, исто кој е ова Сузан Вудворд, не од бугарски извори, од американски извори, таа има направено шема на штрајкови во бивша Југославија од 80-та година. Од раните 80-ти години во Југославија има по 100 штрајка на годишно ниво во фабриките и на работниците, а тука негде 86-та, 7-та, 8-та, 9-та година од 250 до 280 штрајкови на годишно ниво. Значи, јас многу добро се сеќавам на тоа време кога секој ден имаше штрајкови и во Југославија и во Македонија. И сега добро, почитувани југословени, сте ги заборавиле вие тие времења? Како ги имате заборавено? Значи, јас ги памтам. Значи, јас кога се распадна Југославија имав 24 години. Значи, има многу граѓани на оваа Македонија што го памтат тоа време. Значи, буквално секој ден штрајкови и во Југославија и во Македонија. Од плати не им се плаќаа на работниците по 3, по 5, по година дена нема исплатена плати. Отпуштање на работници. Значи, што сакам да ви кажам? Дека и златното време и ефектите на тоа златно време се случи во Југославија. Никој не е крив од, затоа што сега обвинувањата се прават нели на ниво некој кој ни ја растури Југославија. Сега, невработеноста, значи, рековме, покрај таа официјална 18%, да речеме има примери кај што Косово, да речеме 88-89 година има 57% невработени, Босна и Херцеговина една од 80 година никогаш не паднала по 20%, а според нели тогашните податоци, иако сите тие се нели и фингирани, Македонија околу 23%, за да 98 година кога дојдовме ние на власт, таа имаше скоро 30% невработеност. Во златното време на Анте Марковиќ, значи сакам да потенцирам дека неговото златно време мораше тој да прави и реформи. Либерализација, приватна собственост, меѓутоа и воведување на пазарната економија. Така што многу луѓе во тоа време памтат дека можеа да јадат банани и чоколади како никогаш досега од своите нели девизни резерви, заштеди кои после ги враќаше Македонија. Меѓутоа забораваат дека точно во тие години на Анте Марковиќ ние имаме пат на индустријата за скоро 25% и во истото тоа време, негде 88-89 година, губитокот на целата индустрија во Југославија е 15% од БДП. Значи, тоа се статистички неумолливи податоци кои произлегуваат од југословенската статистика. И ова денеска го имате во југословенските анализи. Значи, едноставно, тоа е тоа. Значи, тоа и се сеќаваме на тоа време, меѓутоа и статистиката го кажува сето тоа. Во целата таа ситуација, односно се извинувам, падот на индустријското производство е 25% во времето на Анте Марковиќ, во неговите години. Значи, од една страна јадеме банани и чоколади
и можеме да купиме работи заради либерализацијата што тој ја прави, меѓутоа во исто време индустријата пропаѓа. Сега, кој е главниот виновник покрај комунистичката економија или неснаоѓањето на комунизмот со економијата не само во Југославија, туку и во цел бивши источен свет? Тоа е милитаристичкото општество кој Тито го градеше со Југословенската народна армија. Знаете, ние многу се гордеевме, Југославија има четвртата армија во светот, ние сме толку силни, онолку силни, за да на крајот целата таа сила ја употребиме против нас самите. Да речеме, во целата таа ситуација, да речеме, се спомнува дека, според статистиката, например, 60-та година, 6% од БДП одел за армијата во Југославија. 70-та година, 7% од БДП одел за потребите на Југославија, а во 80-та година 10% од буџетот одел за армијата на Југославија, со што 20% од целата економија на Југославија била врзана со Југословенската армија. Тоа се бројки кои јас мислам денеска ни овој како се каже Ким Ил Сунг во Северна Кореја ги нема да одвојува за својата армија. Се смета проектот Белград-Бар дека нема никаква железница на Белград-Бар нема никаква економска оправданост и таа железница се правела за инсистирање само на Југословенската армија. Излегуваат податоци за огромните војни трошоци, кои биле во таа Југославија. 1300 фирми во Југославија работеле за потребата на Југословенската армија. При што тука имаше една фама дека ние сме извезувале голем дел од таа количина на оние невразаните земји. Денеска излегува дека најголем дел од тие потребите на Југословенската армија сме си ги користили за самите себе, а на крајот сами да пукаме против самите себе. И дека тој извоз бил многу малку. И сега тука се, според аналитичарите излегуваат некои податоци кои не сме ги знаеле. Да речеме, противатомската база во Којниц и атомска команда која сме ја правеле, според денешни цени чинела 4,6 милиарди долари. Познатата авионска база кај Бихач, кај што авионите влегуваат во планините, со писти под авионите, исто е неколку милиарди. И после се спомнуваат такви исти некои бункери, тешки бункери во Гола планина во Србија, Велики Жеп, Кочевски рог. Е пресметено дека на територијата на Југославија имало 30.000 војни објекти, од кои многу од нив војни бункери. И знаете, се потсетив кога се смеевме ние на Албанија, нивните бункери барем беа надвор, ги гледавме кога одевме по патиштата и се смеевме, а самите не сме биле свесни колку такви бункери подземни, колку средства, колку бетон, колку се е потрошено во таа Југославија. Неверојатно трошење на средства за милитаризација на Југославија. Ќе спомнам моментот на тенкот Т-84, го третираа како гордост на Југославија, иако тоа бил варијанта, свесно дадена од Советите на Југославија. Во неговите модернизации, во неговите производства ја чинело Југославија 3 милиарди долари. Јас се сеќавам на тоа кога Југославија се обидуваше да произведе млазен авион кој исто така чинеше околу 2 милиарди и на крајот мислам дека него ни направија.
Се сеќавам на атомската програма, дека се зборуваше ќе прави Југославија атомска програма, исто сигурно едно 2 милиарди потрошени, никаков резултат од тоа. Значи, авионот Орел, кој денеска гледам, војните аналитичари го викаат ковчег за пилоти. Толку многу луѓе гинале во тие, нели, како се викаат, авиони на Југословенската армија, Орел, сите го знаеме од тоа име време Орел, нели? Ама тоа се криело во тоа време. Значи, на крајот од 90-та година, Југославија, само ќе го кажам во моментот, имала 700 авиони и 250 хеликоптери. И сега, почитувани македонци, само да ја подсетам, дека од сето тоа Македонија не доби ни еден авион, не доби ни еден хеликоптер, не доби ни едно артилериско оружје, тие што ја сакате толку многу таа, нели, Југославија. Сега малку ќе спомнам за некои, нели, елементи кои се сметаат, нели, за врв на Југославија. Бесплатно школство, како денеска да немаме, нели, бесплатно школство, со тоа што има, нели, избор некои кои сака да има и на приватно школство. Значи, и покрај тоа што имаше бесплатно школство во Југославија, и покрај тоа што се запишува во самиот почеток појадници студенти, да речеме на правен, на некои други, на економија, во одредено време студентите слушале во универзална сала, толку многу биле на бројка. Значи, тука негде 80 и некоја година, Југославија е со една од најниските проценти на високообразовни луѓе, само со 9%, за разлика од, нели, просек кој е 20% во средно развиените европски држави. Зошто е тоа? Затоа што очигледно на запишувањето на студиите Југославија гледаше како на проблем на решавање на невработеност. Ги запишуваше луѓето без контрола на студии, а после имаше високи критериуми за оние што ќе поминат. И тоа е добро, тоа мислам дека беше добро. Оној кој што завршуваше факултет, релативно имаше многу сериозно знаење за тие работи, нели, ако беа стручни. Инаку па тоа многу високо знаење, бидејќи таму се учеше и самоуправување, и марксизам, и Титова историја, па толку многу ги научи луѓето на комунизам, што до ден денеска многу не може да се ослободат од тие основни елементарни, нели, ситуации на комунизмот, ама ајде, тоа е друга тема. Значи, само 9% биле високообразовни според статистиката. Југославија била, значи во Југославија имаше бесплатно здравство. Бесплатно здравство за оние што плаќа од платите. И денеска тие што имаат, јас мислам денеска е исто така бесплатно здравство во Југославија, за Македонија, за сите оние кои си плаќаат, нели, давачки и сето тоа, со тоа што имате можност да идете и на приватна конкуренција. Значи, бесплатно здравство, и сега ќе се подсетам малку на моите млади денови. Значи, многу често настинував. Прво, болницата во Делчево беше во субстандардни услови, после таму негде 80-те се направи нова. И секоја знам кога ќе да се прегледаме, минимум 2 до 3 часа се чекаше. Буквално ваква беше гужвата и метежот во болниците кога нели требаше да се прегледаме. Најчестата работа која ти ја даваа докторите беа инекциите. До ден денеска не можам да се освестам зошто толку многу инекции се давааше во таа Југославија. Јас можеби 200-300 инекции имам примерно до 4-та година гимназија. Да идеш малку на повисоко ниво, зупут беше многу сериозно комплицирано, а веќе да дојдеш до добар доктор, корупцијата функционираше уште од раните 80-ти години, така што да не ги идеализираме југословенските времиња со денешното време. А да не зборуваме за многу сектори дека не постоеја во Македонија. Само ќе ве спомнам дека операција на срце никогаш не се изведуваше во Македонија. Операција на срце за обичните граѓани
Првото место беше во Војводина, таму ги праќа нели Сремски Карловци, како се викаше тоа место, а политичарите ги праќаа во Хјустон, во Тексас. Од кај го знам јас дека Хјустон е нели центар за операции на бајпас, и кога ќе пратеа некој политичар, не известуваа на телевизија сега отиде за Хјустон, па нели го оперирале, па е во добра состојба, па е во подобра состојба. Значи и се гордеевме што југословенските политичари. Така беше атмосферата направена, што нормално еден југословенски функционер треба да иде да се оперира во Хјустон, во Тексас. А обичниот човек нормално немаше пристап до лекување во странство. Југославија била правна држава. Ајде да се подсетиме нешто и на тоа. Прво, целата собственост беше општествена и до ден денеска многу не можат да се оправат со собственоста, да не зборуваме тука од 90-та година колку проблеми видовме со таа општествена собственост, што е општествена, што е приватна, што не е приватна. Одиме понатаму. Колку сме биле правна држава. Веќе го цитирав професорот Беговиќ од Белградскиот универзитет дека прв закон за функционирање на УДБА е 65-66 година. Значи ти имаш една институција која убива, затвара, малтретира, тепа, а не е регулирана со закон. Ке се подсетам на една друга сфера, урбанизмот. Значи немаше град, тоа и во Скопје и во Делчево, кај што имаше цели диви населби. Цели диви населби. Зошто во југословенско време, значи имаше земја, имаше плацеви, не ги урбанизира, не им ги даваа на луѓето да си градат куќи, и луѓето беа приморани да градат диви куќи. Значи огромни диви населби. И во Скопје тука, значи, освен центар Карпош, Чаир таму, Гази Баба, диви населби како што сакате. Имаше 90-та година. Претпоставам има два моменти за тоа. Првиот момент е да се држат луѓето во страв, затоа што ти кога имаш дива куќа, значи на тебе може политичкиот притисок да ти биде полесен, и второ за корупција. Значи доаѓа инспекторот во тоа време, или ќе ти ја рушам куќата, или ќе дадеш 500 марки, 1000 марки. Посебно со таа политика беа нели албанците навистина до крај нели малтретирани. Ајде одиме понатаму. Земјоделие. Кај сме кај правната држава. Значи тоа што денеска прва вест на медиумите е кој е убиен, кој загинал, каква сообраќајна несега, тие травматски вести се на прво место. Значи во бивша Југославија луѓето беа заштетени од такви вести и така изгледаше дека се е мирно во Југославија. Меѓутоа читав една анализа, ми излезе вака кога ги сега листав работите од Босна и Херцеговина, направена пред 10 години, не сега. Сега е уште подобро. Значи споредба, значи сега пред 10 години, тоа е која 2015 година со 80 година. За Босна и Херцеговина. Вика, убиствата во бивша Југославија биле двојно повеќе отколку тие пред 15 години во Босна. Умрените новородени деца биле 5 пати повисоки, бројката била 5 пати повисока отколку сега. И умрените во сообраќајните биле 3 пати повеќе отколку, нели, еве да речеме условно, во денешна Босна и Херцеговина. Тоа го читам и кај југословенскиот ревизионист, српскиот ревизионист Самарџич, кај што вели за Србија, таму негде 80 и некоја година, имало 900.000 возила, а 2.000 мртви. А во моментот кога во Србија има во современа Србија има 2 милиони возила, има 500 мртви на годишно ниво. Значи, сите тие податоци кои не беа сервирани, во кои ние верувавме, очигледно се лажни. И сега, овој српскиот ревизионист Самарџич вели кој е, вика, приказната за толку многу сообраќајни несреќи во Титова Југославија. Затоа што сите коли беа слаби. И сега ајде малку да се подсетиме на тој стандард од Титова Југославија. Значи, главните возила кои се возеа беа Југо,
Фичо, Лада, имаш уште некои такви мали возила кои денеска едноставно мислам не можете ни да ги видите во на патиштата. Значи, тој живеел во Крагуевец, нели Крагуевец се произведуваше југо застава, и кажува, нели, примери колку неквалитетно се работело. Кажува примери кај што мајсторите краделе делови. Кажува примери кај што на некој ќе му се расипе колата, некој дел од колата ќе има пријател во фабриката, ќе ја однесе, ќе му го даде од новата кола, а стариот дел ќе го стави во новата кола. Значи, еден башибузук во она работна дисциплина, а и сите тие коли, независно, нели, Тарабант и не знам кои се возе, беа толку неквалитетни, што мал судар со поголемо, да речеме, тамче, камионче, едноставно вие имавте, или превратување, вие имавте мртви луѓе во целата таа приказна. Сега, да се подсетам малку и на некое, сега ќе ви кажам, некои лични сеќавања од времето на таа златна Титова Југославија. Значи, во времето, кога баш го викаат сите златно Титово време, значи 74 до 83 година, јас значи, сум од 8 години негде до 16 години. И сега на што се сеќавам? Едни од првите мои мемории, едни од моите први мемории е дека чекавме леп. Значи, чекавме леп саат и пол пред да дојде тамчето, при што исто така беше интересно што немаше кој да дојде да не нареди еден по еден, туку сите чекавме вака некако у круг. И кога некој ќе викнеше, еве го тамчето за леп, нели? Значи сите влегуваа во битка, во гужва, кој попрво да дојде до шалтерот, за да му дадат леп. И тоа траеше негде таму, дори после на кај гимназија направија втора лебара, па се нормализира, нели, можноста за купување на леп. Тоа со лепот правев анкета од многу градови во Македонија, и во Охрид, и во Струмица, па дури и во Скопје, сите го дела. Во Скопје имало малку повеќе, ама си требал да дојдеш негде таму до предпладне, да речеме, а после попладне тешко си можел да најдеш леп. Во Делчево буквално се тепавме кој да дојде за лебот. Подоцна, 83 и официјално, меѓутоа и пред 83 година, овие работи ги немаше. Од 83 година со бонови. Значи, мојата младост има поминато, значи, во долги редови чекање на брашно, на брашно не, на кафе да купам, зејтин да купам, прашак за домаќинството да купам. Значи, практично сите основни производи ги немаше. И сега што е интересно, едно време излегува и боновите. Ама тоа што имаш ти бон, не значи дека нема да чекаш ред. Затоа што во Делчево, да речеме, зејтин доаѓаше еднаш, како се вика, неделно. И сега, нели, тоа е тајна, тоа е државна тајна, кога ќе дојде зејтинот, меѓутоа кога се прочуеше дошол зејтинот, повторно и покрај тоа што имавме бонови, значи имавме право едно семејство колку може да купи, 3 литри, 4 литри, повторно се создаваа гужвите и редовите, нели, за целата таа ситуација. И сега, кога сме кај тие лични искуства, не можем да не го цитираме еден Тома Фила, кој во еден српски документарен филм Декади, кај што ги обработуваат декадите во Југославија, нема за 50-тите, меѓутоа има за 60-тите, 70-тите, 80-тите години и за 60-тите години Тома Фила. Да видите што ви е убаво. Тоа е најдобар пример, може да го најдете документарен филм, Декади се вика. И тука има 10 личности кои евоцираат спомени за 60-тите години. Меѓу нив и Тома Фила, адвокатот, и го прашуваат, господине Фила, како се сеќавате на 60-тите години, и човекот е на насмевка, прави неверојатна
и вика, тоа се најубавите години, најубавото време, се смее. Меѓутоа, тоа е емоција на еден 75, може би 80 годишен човек, кога треба да се подсети на тогаш кога имал 20 или 25 години. И сега продолжува, нели, така, неговото споделување на времето, нели го прашуваат на што ќе се подсети, и сега кажува, кога одел за Грција, требало да иде за Грција, одел, му дале пасош за Грција да иде, меѓутоа татко му и мајка му морале да седат во Југославија. И вика, така беше времето тоа, вика, не можеше, вика, цело време, цело семејство да иде, вика, надвор, мораше некој да остане, вика, за да има гаранција дека ќе се вратиш. Втор пример. Вика, имаше во тоа време комунистичка младина. Тие вика по тројки, вика, шетеа, вика, навечер, и ако видат, вика, дека косата ти е многу долга, ќе те земат и ќе ти шишат. И машки, вика, и девојки. И новинарка да прашува, добро, вика, како тоа на улицата? Вика, да, вика, на улицата, вика. Многу пријатно време, нели? Да земе некој да те ишише на сред улица. И не само тоа, вика, чевлите, вика, тогаш почна да се појавуваат некои, вика, модерни чевли. Ако чевлите не им се допаѓаше, ќе земеа ножица, ќе ти ги сечат чевлите, од кај ти се тие чевли на тебе. Ајде оди понатаму со примерите. Вика, имаше тогаш се снимал некој странски филм и он статист и земал многу пари, вика, зема, вика, од тоа што статира, вика, во филмот. Арно, вика, имам пари, вика, ама нема, вика, што да се купи. Вика, во 60-те години во Југославија немаше никакви производи. И најдовме таму во некоја продавница, има точак, вика, и транзистор. И вика, сите што бевме статисти во тој филм, вика, купивме по еден точак и транзистор и сите, вика, во Белград која не гледа, знаеа дека ние, вика, сме биле статисти во филмот. Тоа е економија. И на крајот иза да свати дека малку забегал практично во критиката на Југославија, вика, ама во тоа време, да ви кажем право, вика, секој можеше, вика, да покани девојка, вика, и вика во диското, вика, или на игранката, вика, да купи, вика, една пијачка за него, вика, и една пијачка за девојката. Тоа бил стандардот во 60-те години на Југославија. Меѓутоа, мене и друго беше поентата. Тоа на што денеска се сеќаваат повозрастните луѓе 5 години пред мене и нели 25 или 30 после мене здравие да се живи, е младоста. Младоста и некои емоции кои нели од тоа време идеа со таа младост. Да речеме, тоа беше време кога Југославија имаше спортски успеси на многу полиња и ние сите се поистоветувавме со Југославија, со победите на Југославија, иако обично во тие репрезентации имаше по еден македонец. Тогаш повеќе се радуваа на еден македонец во Југославија, во југословенска репрезентација, отколку сега кога цела македонска репрезентација ја победува Италија, Англија и не знам некои други држави, што се испобедивме и реми, квалитетни реми изигравме. Втора работа, тоа беше време на рокот. Значи, се сложувам дека Југославија имаше тогаш една револуција на југословенскиот рок и се направија многу добри групи југословенски, многу добра музика. Значи, таа беше музика која гледам, нели, до ден денеска тие постарите генерации, повозрастните генерации, нели, ја слушаат. Значи, нели, подсеќање на таа младост. Понатаму да речеме, нели, гордоста, нели, Југославија има 4-та армија во светот. Тито тогаш беше Тито кога нели ја презема небразаните, Тито голем политичар кој го сакаат. Значи, тоа се времето на сексуалната револуција беше во тие крај на 60-те, 70-те години. Сето тоа, значи практично е сеќавање на едни емоции, значи на едни емоции кои немаат врска с емоции на младоста, кои немаат врска со реалната економска состојба, која на крајот комплетно заврши
во една тотална југословенска катастрофа, прво економска катастрофа, а после и граѓанска војна, кој никој дотогаш во Европа после 45 година ја нема видено. Сега, дали некој реално може да бидат задоволни од таа Југославија? Да. Например, да речеме, кои структури може да бидат задоволни од таа состојба? Може да бидат задоволни од таа Југославија, може да бидат сите југословенски старешини. Југословенската армија и старешините беа виша каста во таа Југославија, за нив имаше огромни плати, за нив имаше посебни станови, посебни привилегии, девојките се тепаа да се омажат за југословенски официри. Значи, југословенската армија и тие што били офицери и старешини дефинитивно може да бидат горди. Високи структури на државна безбедност, на полиција, началници кои имаа власт, на кои сите им се плашеа, можеа да викнат луѓе, да испитуваат, да преиспитуваат и сето тоа. Директори на големи компании кои можеа да ги злоупотребуваат фондовите, нели, фирмите, парите и сето тоа. Значи, масовна појава беше во тоа време, тоа беше општа појава. Директорот на некоја фирма прави реновирање на некој дел на фабриката, во исто време вилата ја прави. Тоа не е од вчера, почитувани пријатели. Тоа е од времето на комунизмот, што не се спречија некои тие работи, веќе е друга работа. Да речеме, кои може да бидат срекни? Југославија едно време, нели, во тој бумот даваше кредити и многу луѓе во тоа време правеа куќи, правеа и купуваа и станови, иако со сите кредити, значи, вие кои ги погледнете тие, нели, тогаш нови, сегаш веќе стари населби во одредени градови, јас можам да ја кажам дека сите тие беа изградени со градба на пријатели или комшии. Јас лично во Делчево сум учествувал во градбата на најмалку 15 куќи, од копање темели, прва плоча, втора плоча, трета плоча ретко кој ставаше. Значи, така се градеа куќите во тоа време. Сега тој социјален живот веќе го нема. Ама во тоа време така ги градеа куќите. Малку кредит. Сега, што ми е поентата со кредитот за становите? Значи, Југославија бидејќи беше скарана со економијата, таа кредитите ги даваше во динари и сега ако оваа година е една рата е 500 евра, значи и 500 марки, негде тука после 80-та година, благодарејќи на огромната инфлација, знам луѓето се фалија дека ратата за станот му е колку една кутија цигари. Значи, инфлацијата ги зеде ратите, многу луѓе добија бесплатни кредити, ама тие луѓе, ако погледнете од другата страна, па се најголемите виновници за крахот на економијата на Југославија, затоа што едноставно биле последните кои ја злоупотребиле. И сега конечно, малку да направаме на споредба со некои соседни држави, поносно со Бугарија. Знаете, и често се фалевме и во тоа време и понатаму продолживме да се фалиме колку подобро сме живееле од Албанија, не е спорно, колку подобро сме живееле од Романија, не е спорно, Унгарија, не знам, не сум бил во тоа време. Меѓутоа, Бугарија ми е многу добар пример, затоа што гледам многу денеска сакаат да зборуваат како се живеело во Југославија, како се живеело во Бугарија. А ако некој град беше центар за трговијата и шверцот со Бугарија, тоа беше Делчево. И со тоа се занимавале најголем дел од луѓето во Делчево, па и дедо ми и татко ми. Најверојатно така било и во Струмица, така било и во Кривопаланка. Сите други биле, нели, само минувачи. Од Делчево за Благоевград имаше секоја седмица по 2 автобуса, да не зборуваме со коли колку се одеше. И сега, ајде да направиме една споредба. Прво ќе ги кажеме на работа, ги погледнав овие светските статистики и кога ќе видите, нели ги има и на YouTube, GDP per capita во Европа, тоа неодамна го видов и ме инспирираше на изјава на Боцевски. Тој нешто пишувал и кај што го кажува тоа дека Бугарија едно време била подобра по економијата во Југославија. И навистина, кога видов според таа статистика,
до негде се до 80-та година Југославија е сериозно подобро од Бугарија, меѓутоа од 80-та година до 90-та година бугарскиот GDP per capita по глава на жител е или подобар или рамен на Југославија. И малку се замислив затоа што и јас немав лична слика, меѓутоа кога направив една анализа се сетив на некои моменти. Например што? И зборуваме како сме одели од тука и нели сме продавали, значи во Бугарија. Пречо нашата главна предност што ние имавме пасоши со кои можеме да идеме во Грција, можевме да идеме во Бугарија, можевме да идеме до Трст, да купиме некои производи што ги немало и да ги шверцуваме во Бугарија. И сега, кои производи ние ги носевме во Бугарија? Најчесто се носеа девизи, со кои се правеше некаков профит, затоа што таму имаше црн курс. Носевме, знам, бомбонери од Европа, не оти таму нема бомбонери. Само се работи за луѓето сакаат, како кога ќе влезеш денеска сакаш да пробаш некоја нова чоколада. Ние носевме наши бомбонери, и таа се сеќавам никогаш од Бугарија не сме се вратили па да не купиме некои нивни бомбонери кои беа неубави, меѓутоа вкусот ми бил окей во тоа време. Носевме тие мастиките како цигари, многу ги сакаат тие, меѓутоа па и во Југославија два вида имало мастики за жвакање. Носевме фармерки, некои такви полуксузни производи. Знам дигитронски часовници, со они часовници кои излегува со дигитрони. Дедо ми беше специјалист за тие работи, негде од Врничка бања, кај сестра му ги купуваше и после ги препродаваше во Бугарија. Значи, некои такви технички електронски работи. Сега, никој во Македонија не сака да зборува што па ние купувавме од Бугарија и тоа многу добро го знам, затоа што редовно, дали некогаш на бугарската царина или на македонската царина, царинаниците ќе рекаа, ајде сите излегувајте надвор и секој што има купено пред себе. И така и он гледа што купил, твојот сопатник, ама и ти гледаш што купил сопатник. Знаете што купувавме и ние навеќе од Бугарија? Кашкавал. Зошто кашкавал? Затоа што да купиш кашкавал во Македонија беше непомислив поим. Го имаше кашкавалот, ама се купуваше само за одредени настани, прослави и некои такви работи. Купувавме сувомеснати производи. Ги имаше во Македонија. Ама и тие се купуваа во тоа време, освен кремишли, кои ги јадевме на тони, сето друго беше многу скапо и недопирливо за обичниот човек. Купувавме конзерви риби, купувавме конзерви месен наразок, купувавме после подоцна зејтини, значи основни алва купувавме, имаше алва во Македонија, ама исто така беше поим да можеш, толку беше скапо тоа за обичниот човек, за да можеш да го купиш сето тоа. Сега, кога правам споредба, значи практично нашата предност била во тоа што сме можеле да некои одредени производи, да речеме да ги препродавнеме. А не оти па толку па имало во Југославија, јас ќе ја потсетам сега на некои работи. Мојот прв касетофон го купив од Грција. Мојот грамофон го купив од Бугарија, имаа специјални продавници наречени корекоми, кај што можеа само да купат со девизи луѓе, и сега дали беше странци или како сето тоа беше, не знам. А мојот прв видеорекордер татко ми го нарече оваа година од еден гастарбајтер, и тој идната година ни го донесе назад во Македонија. Значи, сме имале некои производи кои таму ги немало. И тоа се ќе се подсетам на една друга работа. Во тоа време, во Бугарија, лаваца кафе и лаваца машини, експресо и капучино, имаше, еве да ви кажам, во 60% од кафичите и ресторантите. Јас не пие во тоа време кафе, дури кафето го вика, еспресото го вика лаваца, како што ние киселата вода ја викаме пелистерка. Јас под импресиите дека тоа што ме од Бугарија е нешто сигурно
Ја мислам дори дека лавацата е бугарски бренд, ама што ме тоа така, тоа е нешто неквалитетно. И дори кога почнав да пијам еспресо, сватив лавацата дека е една од најстандардните кафења. Ја мислам дека 80% од кафичите во Македонија до ден денеска немаат стандардна лаваца, нели, да понудат. Ресторантите беа преполни во Бугарија. Значи, во Македонија да идеш на кебапчиња беше мисловно поим во тоа време, во Бугарија ресторантите беа преполни. Знам, имаше едно златно пиле, таму одевме доста често, не можеш да најдеш место да седнеш. Неколку пати одевме за Златни песоци или ова, како се викаше, Слончев брег. Значи, Златните песоци и Слончев брег, јас сум ги доживувал како Лас Вегас на времето. Нема ли така центри ни во Грција, ни во бивша Југославија. Значи, ресторанти со специјалитети кои јас сум можел, значи првите специјалитети овие ресторантски сум ги јадел таму. Музики, од джез, поп, рок, дискотеки. Значи, тоа беа навистина настани кои едноставно не можеше да ги доживееш во Македонија. Она што го нарекуваме кафичи, тие ги нарекуваат заведенија, во тоа време во Благоевград ги имате колку што сакате. Значи, ние во Делчево единствено имавме сладкарница. Значи, ако сакаше да седнеш негде, тоа беше пред сладкарницата. И, нели, навечер ресторанти. Кафичите во Македонија се појавија 10 години пред оние кои беа во Бугарија. И сега малку за лајфстајлот. Се сеќавам еден од главните муабети кој беше во тоа време, и тоа се чудевме и старите, ама и ние младите, слушајќи ги старите како се чудат, како во Благоевград можете да видите 2 жени или 3 жени сами си седат во кафич и си пијат кафе. И за нашата свест у Делчево тоа беше толку непоимливо, толку нелиберално, толку, како да го кажам, доли развратно на некој начин. Денеска мислам дека по македонските кафичи и ресторанти повеќе жени излегуваат отколку мажи. Меѓутоа сакам да ја доловаме на атмосфера на тоа време југословенско, нели, комунистичко и бугарско комунистичко време. И сега од тој лајфстайл па на Македонија за тие златни години сакам да споделам уште неколку елементи. Денеска кога жените одат по маникир, педикир, салони за разубавување, значи сакам да ви кажам дека во тоа време такви поеми не постоеа, немаше таква работа. Настан беше за девојка и за жена да купи еден лак или еден кармин и го чуваше и го пазеше со месеци. Да не зборувам за интимната хигиена, дека ги немаше оние основни модерни, нели, елементи во целата таа ситуација. Не можам да не споредам, да не кажам пелени. Значи сите жени пелеа, нели, некој таму крпи, па нели ги менуваа децата. Не можам да не го спомнам моментот кој е многу бизарен, дека главната тоалетна хартија беше весникот, буквално масовно од цело Делчево, а тоалетна хартија беше толку многу скапа, што можеше да се купи само кога некој гостинки ти дојде. Значи ја имаше, ама беше поим да се купи такво нешто. Ќе ви кажам колку имало, колку немало. Едно време се појавија од некаде лименките, нели? Лименка, Кока-кола, Фанта, пива, Швепс. Тоа беше таков поим во Делчево, што тоа беше украсен елемент. И сега нарачувавме некој од Грција, некој од Германија, некој од ваму, некој од таму. Значи, ја мислам дека 50% од куќите во Делчево, која ќе влезеше во краденецот, како украс имаше лименка од Кока-кола, Фанта или Швепс. И тоа беше стандардот. Да не зборувам, нели,
Да не зборувам за моментот дека во сите куќи креденецот беше скоро, нели, регалот, нели го викавме во тоа време, беше ист. Кога влегуваше во куќите, сите соби личеа една на друга. Значи, во оваа анкета што ја зборувам, нели, значи, еден пријател ме подсети за струмичките села, вика, 74-та година, вика, многу, вика, добро ја памтам, светското првенство, вика, не знам кај беше, тоа е некој фудбалско светско првенство, вика, во селото имаше само еден телевизор, вика, целото село, вика, беше, вика, гледаше, целото село доаѓа да гледа, ама не само тогаш. И после негде до 80-та година, кога почнуваат одредени луѓе да купуваат телевизори, вика, ако сакаш да гледаш вести во селото, требаше да идеш во селскиот дом. Да не зборуваме малку за земјоделците, значи, тие доживеа златното време на Анте Маркович, тука не е спорно, тие 3-4 години, кога можеа да си купат одредени работи, меѓутоа претходно целата заработка беше животот да го поминат од година до година, од реколта до реколта. Сакам да спомнам дека во времето на Титова Југославија немаше земјоделска пензија, немаше ни старосна пензија, односно земјоделска пензија можеше да имаш ако само сите години како работник си ја плаќаш пензијата. Меѓутоа тоа никој не го правише. Значи, земјоделците и старите луѓе кои не работеле масовно немаа пензија. Значи, сакам да ви кажам дека капиталистичка Македонија беше многу по-хумана отколку Титова Југославија, ама нели, луѓето забораваат, ги памтат сиромашните делови, ги забораваат сиромашните делови како живеат, а ги памтат песните на на Бело дугме или на Шабан Шаволич и на некои други такви, нели, пејачи. И сега, што друго да ви кажам од тоа како се живееше во таа Титова Југославија? Примери имате колку што сакате. Меѓутоа сега малку ќе направам споредба и меѓу Македонија и Југославија, затоа што гледам овие југословените и лажните патриоти ностоп споредуваат и ја негираат вредностите на самостојна Македонија и ги фалат оние вредности на бивша Југославија. Сакам прво да ја кажам неколку работи. Во распаѓањето на Југославија направи неколку грабежи на македонскиот граѓанин. Прво, тоа беше упадот на Милошевиќ со 2 милиарди во југословенските девизни резерви, а после, мислам, следува и Хрватска и Словенија. Единствена држава која не направи упад во југословенскиот систем заради својата покорност беше Македонија. И самостојна и независна Македонија почна со 20 милиони долари. Денеска, ако не се лажам, Македонија има околу 5 милиарди девизни резерви. Тоа е разликата, почитувани југословени, односно југословенски македонци. Во Југославија се ограби, значи српската армија, односно југословенската армија, тогаш се сметаше дека милиарда долари се украдени, однесени оружје, техника, војна техника од Македонија. Меѓутоа, најверојатно, гледајќи ги цифрите со што поседувала сега Југославија, мислам дека тоа се најмалку 2 милиарди долари кои и припаѓале на Македонија, а тие 2 милиарди денеска се сигурно десетина милиарди во тоа време. Нормално, тоа го забораваме ние на Србија. Единствената држава голема која ни помогна со огромно оружје, тоа беше Бугарија и тоа го забораваме, нели? Третиот грабеж беше грабежот на Анте Маркович со девизните штедни влогови. Граѓаните на Македонија беа оштетени со 1 милиарда, нели, марки или долари во тоа време. И парите кои Анте Маркович ги потроши,
почна да ги враќа мојата влада 98 година со едногодишни рати. Значи, тие пари што ги украде Југославија, независна Македонија, а вие ја фалите Југославија, а ја плукате самостојна и независна Македонија. Распадот на сите системи, значи и сјајот и бедата се случи со завршување на Југославија. Македонија има уште еден аргумент, затоа што првата демократска влада дојде дури 98 година, така што тој директен континуитет на Југославија во Македонија продолжи до 98 година, не до 90 година. Македонските градежни фирми останаа во тоа време со 200 милиони долари ненаплатен долг од Ирак, Либија, не знам каде што работеа. Повторно станаа во српските фирми тие пари, никогаш не ги вративме. И конечно при распадот на Југославија со така наречените меници, плаќање, купувања, значи македонските фирми беа ограбени од фирми во Србија, Босна највеќе, Црна Гора, делом и Хрватска, можеби и Словенија, сега не знам. Значи, се сеќавам само Македонија Табак имаше 170 милиони марки ненаплатен долг претежно од Србија, Босна и Црна Гора. 170 милиони марки, 90-та година се сигурно денеска во најмала рака можеби 400-500 милиони евра. Значи, едно масовен грабеж на таа Југославија на Македонија. Значи, не знам зошто тоа не сакате да го видите, почитувани граѓани, зошто уште лажната пропаганда не можете да ја извадите од своите глави. Ај ќе ви кажеме некои други примери. Во Титова Југославија од Скопје имаше само 3 лета. Белград, Загреб и Љубљана. После некаде се воведе Дизелдорф, не знам каде, кој време беше тоа. Значи, и тоа не секогаш во исто време. Значи, некогаш беше само Загреб и Белград или така нешто. Денеска имаме преку 35 директни линии од Македонија. Ќе ви го кажам моментот, да речеме, на винарската индустрија. 90% од виното во Македонија се произведуваше во Македонија. Од грозите и виното се произведуваше во Македонија. А дали знаете кој го продаваше? Го продаваше највеќе Словенија. Значи, тука се произведуваше, а наливно вино се носеше во Словенија и тие го продаваа како словенечко вино во Југославија. 20 години, 25 години ни требаше да се освестиме од тоа. Денеска мислам дека еве сме едни од, сега не знам која беше бројка, но мислам во 40-те најдобри извозници на вино. Да не зборуваме дека едно салам вино немаше во тоа време, сите беа во некои литарски шишиња. Едно вино немаше кој беше со едно нормално шиши, како што денеска ги имаме во 40 производен капацитети во Македонија. Ќе ве подсетам со уместната индустрија. Значи, знам кога зборувавме за самостојна и независна Македонија, еден од аргументите со кои не напаѓа, велеа, вика во Македонија нема ни една совместната фабрика, ако се распадне нема со што да се храниме. Чекајте сега. Денеска ние имаме 35 фабрики кои произведуваат совместното производство и ако добро видов, ние излезуваме во некои републики во бивша Југославија совместните производи. И да не зборувам за други производи. Знаете, во тоа златно време на Титова Југославија, Југославија е позната по огромни градби без економски резултат. Тоа го имало на целата територија на Југославија, сега кога гледам, има капацитети пропаднати низ цела Југославија економски, кои се одржувале со субвенции, кредити, дополнителни некакви давачки. Значи, кон крајот на 90-та година, значи 15% од
загубите на југословенската индустрија, значи загубите на југословенската индустрија биле 15% од GDP-то на Југославија. Гледам во тие југословенски анализи како примери за пропаднати индустрии во Македонија, најмногу се испомнуваат покрај Фени и Скопска железара. Скопска железара некако ја имаме заборавено. Дори Скопска железара се истакнува како еден од посебните ретки примери на промашена инвестиција која еден ден не работела со економска оправданост или со економски профит, а едно време се сеќавам 15.000 работници имаше во Скопска железара. Нормално, кога после во времето на Анте Марковиќ почна да ги испуштаат, им правеа масовни демонстрации. Меѓутоа сега тие луѓе не памтат дека во истата таа Југославија ги отпуштиле од работа, ама памтат кога работеле, нели, во таа Југославија. Значи, а и други проекти кои, еве да речеме, Скопска цементара направена во Скопје, во градот, до ден денеска не труе, топилница Велес направена во градот, колку болести имаше во Велес. Такви индустрии, колку што сакате имате промашени. Практично, како што кажав, кога Анте Марковиќ ја либерализира југословенската економија, 25% имаме пат на индустријското производство за една година. Значи, тоа зборува дека југословенската економија била едноставно направена по комплетно комунистички принципи и самата за себе. Значи, она што сакам да ви го кажам, почитувани гледачи, пријатели, непријатели повеќе, е дека и златното време, златното, нели, јас ви кажа, во златното време, онаа време кога се спомнува за златно време во Југославија, значи јас сум чекал леп по саат-два за да однесам дома. Значи, тоа е 70 и таму некоја 4-5 година. Значи, и златното време, да го наречеме така, и катастрофата на златното време се случи во Југославија. И немојте да ја префрлате на демократијата, немојте да ја префрлате на самостојна и независна Македонија, затоа што седа таа приказна на крајот, бидејќи се заборавате се заврши со крвава војна. Крвава, братоубиствена војна во која братските југословенски народи се тепаа меѓу себе како единствен пример на територијата на Европа до тогаш. Еве, тоа е она што сакав да го кажам во оваа емисија за животот во Титова Југославија. Благодарам.